Господине Додовски, жителите на Дебарца не дозволуваат да се гради депонија во сливот на Охридското езеро. Како гледате на тоа и што треба да се преземе? Во Република Македонија, не само за Дебарца, него и за други локации, навистина се јавува како сериозен проблем дефинирањето на локацијата и прифаќањето од локалното население. И лично сметам дека ова може да биде многу голем проблем, кој во периодот кој предстои пред нас, само во многу нешта ќе го отежнува менаџирањето со отпадот. Значи, државата го има концептот на регионални депонии, меѓутоа лично сметам дека мора да се бара и уште едно алтернативно решение. Што доколку не успее концептот на регионални депонии, доколку се остане на тоа, тамо ќе биде депонијата, па кога ќе биде готова, тогаш ние ќе можеме тамо да го носиме отпадот, лично сметам дека не треба да се спие. Современите техники, современите технологии нудат многу добри решенија и мора јасно да се даде до знање дека мора да има поддршка цела оваа активност и од владата на Република Македонија. Доколку на луѓето, на мештаните не им е добро објаснето што е суштината на проектот, доколку нема одржливост, доколку нема оправданост, доколку нема цврста гаранција дека сето тоа ќе биде направено по највисоки стандарди, многу тешко ќе го прифатат моментот дека треба тамо да има депонија. Депонијата во Струга и натаму останува главна жешка точка во овој регион од државава. Што треба да се преземе и како да се реши овој проблем? Доколку се почитуваат законите, доколку има една отворена и чиста и јасна дебата, поднос што се сака и како се сака, а не да се игра во ракавици, ќе имаме решение. Во вакви услови многу тешко ќе дојде до било какво решение. Овие излети сега, ќе се пратат 5 цистерни, 3 камиони со песок ќе се поклопи, тоа е само привидно гасење на ситуацијата и на пожар. Ние не можеме да видиме во овој момент трајно решение, барем јас не можам да го видам. А доколку локалната самоуправа добро знае да ја менаџира целата работа, може многу брзо и многу ефикасно да го реши проблемот. Јас лично верувам дека Струга со добро менаџирање и Тетово, независно дали тоа ќе биде со регионален пристап или не, или индивидуално, за 6 месеци може комплетно да се реши проблемот со отпадот. Едноставно треба да се најдат добри луѓе кои ќе знаат добро да изменаџираат работата и без никакви импровизации. Што треба да се направи со дивата депонија во Тетово? Изминатиот период се направи претоварна станица привремено. Тоа е привремен бајпас кој може да функционира многу кратко и она што можеме да го видиме во јавноста и сето тоа е на одреден начин импровизирано, без приклучоци на електрична енергија. Се уште можеме да видиме во околината купови на ѓубре и тоа што ќе се собере во таа претоварна станица, повторно мора некаде да се носи. Во овој момент се носи во Скопска Дрисла. Прашање на Дрисла капацитетот кој кафе за сето тоа да го прими. Знаете што, секогаш се отвараат нови прашања по однос на инцидентно или паушално решавање на проблемот. Доколку нема темелен пристап, доколку нема сериозен пристап, ние на месец до два секогаш ќе отвараме Тетовската депонија, секогаш ќе отвараме Струшката депонија, секогаш ќе разговараме за Дебарци или за некое друго населено место или Пчиња во Куманово по однос на отпадот. Значи, мора да има сериозен пристап по однос на нова прашање, затоа што постојат решенија. Решенијата постојат. Едноставно, системско и вистинско менаџирање со проблемот и после со отпадот. Што треба да се направи со отпадот кој завршува на ѓубриштата? Повеќе пристапи во делот на управувањето со отпад. Имате примерна секундарна селекција, имате фабрики за отпад, каде што комплетно отпадот, таков каков што е собран комуналниот, самата фабрика внатре ја врши целосната селекција, го одвојува металот, пластиката, стаклото, хартијата, комплетно на една, на втора, на трета страна, сето тоа влегува низ еден добар систем на обработка на отпадот и на крај доаѓаме до РДФ маса која на крај може да се користи и во процес на горење, на затоплување и во делот како енергенс. Значи целиот процес управување со отпадот во светот е веќе подигнат на многу повисоки стандарди, на многу повисоки нивоа и лично верувам дека тоа е едно од решенијата. Исто така, посебно сакам да потенцирам, дека не сме да се бега од решението, да се влегува и во процесот на јавно-приватно партнерство. Општините воопшто не треба да се плашат или да се тргаат на страна од тоа да бараат партнери. Ребалансот на буџетот предвидува кратење од 2,3 милиони евра од секторот екологија. Како ќе се одрази сето ова?
Мене кога ми прашувале, никогаш не би крател во делот на животна средина, него секогаш би го зголемувал буџетот и секогаш би се борел за тоа што е можно поголем да биде буџетот во делот на животната средина. Затоа што само на таков начин ние ќе можеме да имаме ситуација да се преземаат ефикасни и ефективни мерки и чекори во делот на решавање на проблемите. Ние денес сме јули, сред лето, разговараме за депониите како жаришта кои нели тлеат на повеќе локации низ Република Македонија. Ќе доби ли Дојранското езеро заслужената еколошка заштита? Со изградбата на хидросистемот за спас на Дојранското езеро во 2002 година, значи сега се навршува 15 години, една агонија и еден опустешен регион кој беше во тој период, сега е вратен во оној сјај како што го паметиме и ние помали кога сме оделе во Дојран и во Дојранско. Значи ефектот од хидросистемот е постигнат. Значи прво се спаси Дојранското езеро, се врати водата во Дојранското езеро. Меѓутоа треба многу внимателно да се управува и да се менаџира со целиот овој хидросистем и со целиот систем на управување со водите во Дојранско. Понатаму се вратија туристите во Дојран. Се вратија оние кои се љубители на риболова. Во Дојран имате многу риба. Во Дојран доаѓаат туристи и за лекување од лековитата кал која е околу Дојранското езеро. И Дојран се развива веќе инфраструктурно. Меѓутоа ние Дојран кога го гледаме не треба само да го гледаме како Дојран и Дојранско езеро или Стар или Нов Дојран. Треба да го гледаме целиот регион, така да ќе видите и по тој момент колку е значен хидросистемот и колку има помогнато за развој на Дојран и на Дојранско. Дојран веќе гради нов имидж. Значи веќе Дојран излезе од границите регионални, национални, се одржуваат меѓународни настани. Веќе Дојран представува лесно препознатлив и регионален и меѓународен бренд. И сега ние го имаме хидросистемот. Хидросистемот треба јасно и прецизно да се управува, и јасно да се одржува. Проблемот со паѓурци што беше и водата која требаше да се пренасочи. Според мене лично се направи еден пропуст. Се сопре целата вода од хидросистемот за да се пренасочи да се полни нели акумулацијата во паѓурци што е. Не смееше Дојранското езеро да се остави десетина дена и уште колку што знаме така без дотур на свежа вода од хидросистемот. Значи треба да бидеме многу внимателни во менеџирањето. Од хидросистемот за Дојранско езеро има вода и за Дојранско езеро, и за паѓурци, и за земјоделците, и за тие што им е потребна вода за пиење. Треба добро менеџирање. Дојран не смее да се остави без вода. Господине Додовски, ви благодарам за разговорот.